Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 23-24 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред да ви го представам гостинот на вечерта, стиснете лайк, стиснете subscribe, за да ги добијате благовремено сите информации поврзани со емисијата во Центар, YouTube каналот Васко Ефто. Вечерва имаме бомбона интервју Јон Фрчковски, синот на Љубомир Фрчковски, некаде 26-27 март се отворена голема афера во Република Македонија. Тој е директор на Центарот за истражување и анализа на СДСМ. Бе објавени одредени фотографии каде што шмрка кокаин на работно место, си поднесе оставка и после 4 или 5 месеци молчење прифаќа да говори за тој и за многу други работи во емисијата во Центар. Ова е последна емисија за ова календарска YouTube сезона 2024-2025 година. Една одлична сезона. Дури ми е помалку жал што мора да заврши ова YouTube сезона 2024-2025 година. Повеќе од 20 интервјуи или емисии со повеќе од 100.000 прегледи, една емисија со повеќе од 350-360.000 прегледи. Таква доминација не се памети во македонското новинарство. Значи, последна емисија за ова сезона ќе правиме или ќе направиме 2 месеци паузи, тамо некаде крајот на септември, почетокот на октомври, ќе се име со новата 2025-2026 YouTube сезона на емисијата во Центар. Останете со нас, интервју со Јон Фрчковски, нема да зажалите. Добро вечер, Јон Фрчковски. Добро вечер. Втора генерација на Фрчковски во политиката. Добро. Династија Фрчковски. Фала на најавата, се уште не сум на тој начин во политиката, не знам ни дали ќе бидам, меѓутоа фала. Директор на ЦИА. Значи, директор на една многу битна, клучна институција со едно многу силно име. Директор на ЦИА. Јон Фрчковски, директор на ЦИА. Центар за истражување и анализа, да не ги разочараме гледачите, но благодарам. Го одбравме Фрчковски, го одбравме најтоплиот ден ова година во Република Македонија, колку што можам да видам сега некаде 39-40 степени, адекватно и соодветно на температурата, така сме нели облечени без сакоа, без ова, бидејќи не може да се издржи на ова горештина. Како сте вие? Одлично, фала ви. Поминавте низ една харанга, еден сериозен процес, стигате до врвот, стигате до одредена точка, све ви оди по пеес и одеднаш една драмолетка, еден распад систем, што се вика. Па, видете, искрено, не знам дали одеше се по пеес, немавме некој план како да одат нештата, меѓутоа да, драмолетка, односно, предпоставувам, зборуваме лично за она моја несреќна фотографија, од која што да, распад систем е адекватен збор што го употребивте. Сега луѓето можеби знаат, можеби не знаат, некаде 26-27 март оваа година, значи 2 недели после оние трагични настани во Кочани. Да, во ек на се појават одредени фотографии, снимени пред неколку години, колку што можам да видам, бидејќи на тие фотографии изгледате неколку години помлад, како на работно место шмркате нешто. Се предпоставува кокаин. Излегува на пресконференција, ви имавте одредена изјава, се повлековте, ги укинавте на Facebook вашите профили. Немав изјава, туку имав надпис, пост на Facebook, искрено немав ни многу сила ни време за било каква изјава. Реагирав онака како што сметав дека е најсоодветно да реагирам во таа ситуација. А тоа беше глупоста од која што нема бегање во еден момент да ја признаеш и да се повлечеш. Така да тоа го направив со соопштение на Facebook, веројатно го видовте. И пред да разговараме за било кои детали во Јон Фрчковски се повлекува од функцијата во партијата, повинување дека користел кокаин. Пред да продолжиме со сите детали околу тоа, не решив тогаш да одам на било какви други начини тоа да го бранам, затоа што е навистина една моја катастрофална, непрофесионална и морална грешка. И сметав и се уште сметам дека така треба да се третира. Вие го признавате, значи? Па која е другата опција? Да ги правам луѓето будали? Па не, мислам дека е несоодветно и мислам дека луѓето треба, дека секој што има нешто направено, без разлика добра работа или грешка, треба да излези
да ја прими добрата работа или грешката, да се извини, да побара прошка, да побара понатаму, дојде така натаму, така натаму. Значи, Тука тоа беше и моето размислување, мислам, таква грешка, како и да дошло после до тоа да излезе во јавност, сепак е моја грешка. Како велите, можеме да обвинуваме ниско и нечовечно да се дефокусира јавноста, тоа е вашата изјава. Ниско и нечовечно да се дефокусира јавноста за катастрофалниот начин на кој што се води истрагата за трагедијата во Кочани, во која згасна животите на 59, до тогаш беа 59 луѓе. Да, званично. Тоа зборува за ДПМН, но јас нема да дозволам да бидам месо за јавен линч, за грешките од минатото и слабостите во младоста. Не се гордеам, но нема да бидам товар на СДСМ, партијата која што ги разоткрива сите криминали на ВМРО ДПМН. Од морални причини се повлекувам од позиција директор на Центарот за истражување на анализи во СДСМ. Фала на семејството, на пријателите и подршката во целата грансна хајка, во која ме втурна платениците на ВМРО ДПМН, пише Фрчковски. Да. Кои се тие платеници на ДПМН? Прво вака, ќе ми дозволите од прв пат се појавувате. Зашто го спомнав тогаш Кочани? Затоа што за жал тоа беше недела и пол-две после самиот настан. Зашто например го врзавте Кочани? Јас имав претходниот ден пресконференција. Аферата што е извадена, а тоа е на некои ВМРО-ски профили на Facebook, па после се подкрена одредена хајка, одредена харанга, па пресконференција во 11 сати. Да, навистина тоа е настан или синот на Љубен Фрчковски, фатен како шмрка кокаин. Тоа е настан во било која држава, не само во Република Македонија. Тоа е настан и неспорно е дека кога ќе дозволите, што е моја кардинална идиотска грешка да се случи, некогаш ќе излезе на површина и ќе ве прати. Може би има луѓе кои што имаат среќа да грешките од минато никогаш не им се видат, кај мене тоа не беше ситуација, меѓутоа зашто го спомнав Кочани, затоа што тоа се случи односно ова излезе еден ден, 24 часа после моја пресконференција конкретно за селективност во истрагата. Мислам дека беше повеќе насочена према актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат. Вечерта, како за среќа, имаше некоја емисија, гостување на кое што присуствував на ТВ24 со председателот на Унија на млади сили Попов и со Амар од Левица, и ова ме дочека практично са бајлето како настане. Значи ви имате пресконференција еден ден претходно, вечерта имате ТВ дебата на ТВ24 и наредниот ден... Да, што се први мој јавни, да речеме, настапи од кога таа позиција во СДСМ. Тоа значи дека ВМРО ДПМН, ако вие сметате, нели, како ги дефинирате платениците на ВМРО? Или не сметам ништо, гледам како излегуваше информацијата, имаше 3 пресконференции, 3 дена понатаму. Дека таа снимка тие имале со месеци или со години претходно и чекале момент кога вие ќе имате еден или два јавни настапи за да може да биде публикувана таа снимка? Видете, искрено не можам да знам што имале од кога. И навистина не знаев, јас и може би да знаев од кога е таа фотографија? Тие две фотографии од кога се? Искрено има 5 години, 4-5 години, претпоставувам, според она што пробувам да вратам меморија од излегување до настан. Добро. Толку често сте шмркале, па не знаете кога е таа фотографија? Не, напротив, знам и затоа ја лоцирам. Кој ве фотографира? Искрено да ви кажам, и релевантно е, и тука би застанал, затоа што... Некој што ве знае, ве има фотографирано, бидејќи тамо сте комотен, има две фотографии, едната се навален, како шмркате кокаина, другата погледнувате и така натаму. Така што не може некој да ве фотографира, а да не е близо, да не е во канцеларија со вас и така натаму. Апсолутно, тоа е пред се човек кој што сум имал доверба, сум го сметал за пријател, тоа е уште една втора кардинална грешка. И меѓутоа не би одел понатаму кој, што и зашто, бидејќи грешката е моја. Човек што ви е пријател, во кого сте имале доверба, ве фотографира. Па обично веројатно и така бива во сите ситуации кога вакви настани. Како во порничот на Северина. Можела да снима или таа или тој што работел, така да ако не снимала Северина, снимал тој што работел. Така да и во вашата ситуација сте снимали или дилерот или тој што бил со вас во канцеларија. Да не ја разводнувам приказната, таму грешката тука е моја. Кога не би била мојата грешка, не би бил ни тој што снима, ни материјалот, нити би излегла последни години. Тоа е нешто со кое што јас морам да се носам
За жал и ќе се носам, не е нешто што, односно ќе морам да се носам, не е нешто што избледнува. Фала што ме подсетивте, ја. Тука на ова фотографија доле, ова првата, влечите кокирби. Не знам што да ви одговорам на асоциацијава, но во секој случај нешто што било апсолутно моја грешка, мој блам, несоодветно. Добро, зошто ви требаше? Вие сте младо дете. Гледам фотографии, објавувате на сториње, на Инстаграм, вежбате, бодибилдинг и така натаму. Веројатно да се вратите у сечив живот во младоста ќе најдете еден куп грешки. Зашто ни требаше? Не ми требаше. Од оваа перспектива и од овој период кога се навраќам назад не можам да најдам логично објаснување, осим веројатно не знам. Идиотизам, порив. Како ќе влезете у СДСМ, така бодибилдери станувате, ко шифонјери ќе се направите. Вие се викам така здрав, јак, навежбан, што се вели. По добро, изминативе години сум можете да посветен влезете тоа, там. не знам што има тоа врска со СДСМ. Па ја ви представува Венко Филипчи, тој вежба. Па не Па може. добро, вежба Да. континуирано. Да седнете со Венко Филипче, може го преселите СДСМ од една на друга локација, тоа шифонјери, регали, кревети и така натаму Не го можете. преселиле Не ви ни СДСМ. треба, не ви ни треба. А може и треба да го преселите тамо на некој турски или некој христијански гробиште е направена. Партијата и Малер. Француски или гробиште се. Не знам некој гробиште се направени, така што велат Малер ја бие партијата, бидејќи на место кај што претходно биле гробиште направени. Кој знае, меѓутоа нема спортските активности врска со партијата, па ни ова. Она што сакав да Може да прашам? ме прекинавте, Од кога имавте купено дрогата, кокаинот? бе никогаш не сум купил. Бе да ме прате, не знам кај да купам. За жал, пријателот што бил со мене бил веројатно тој што А пријателот ви е дал? го аранжирал тоа и тоа е тоа. Значи Кога си средил, го купил, аранжирал, донел и ве фотографирал. Значи фул кетеринг. доколку така велите, така изгледа. И Павле Богоевски падна поради афера со Полче. Се претпоставува дека кокаин е еден од лидерите на шарената револуција, на телефонски разговор објавен во македонските медиуми, пола СДСМ паѓа поради такви афери. Вие на крај овој Делеров ќе остаете член на ЦЕО да биде. Видите, не би сакал да зборувам за туѓите проблеми и вакви ситуации. Јас неколку пати сега и со вас повторив дека тоа е една страшна грешка и моја глупост и без разлика дали ќе најдеме аргументација, не пробав никогаш да барам аргументација, овој направил така, оној направил така, за овој се зборувало така. Пак ќе кажам, моја грешка со која што јас за жал треба да се носам и веројатно ги детерминира сите. А се носите ли? Избришавте Па искрено да ви кажам, не знам. Избришав за тоа што не знаев што да правам во тој момент. Фејсбукот ми беше станат една обична пречвара, илјадници коментари, видеа, напади. И веројатно во еден момент си вика да чекај, подобро човек да размисли кај што му се случило, него да чита да чита коментари. Што се случи, јас во тој период поднесов и писмена оставка. Мојата работна позиција до председателот и до председавачот на ЦЕО, меѓутоа за жал Централен одбор имаше дента кога излезе оваа фотографија, па очекував дека веќе на наредниот ќе биде разгледувана. Меѓутоа наредниот беше Централен одбор онлайн кој што почнавме штабска работа. И тоа остана да се оконча и да се разреши на некоја следна наредна прилика. Сега имав прифатено и обврски во однос на подготовка за кампања, избори, сето тоа што ми беше опис на работа и практично сега сум во една фаза во која што и морам да се носам со ова и да си ги завршам обврските. Дете, имаше многу пресконференции, многу настапи, пратени од Петрушевски, од Команова и така натаму и така натаму. Меѓутоа за мене како да речам, најчудна, најсуштинска изјава беше Манасиевски за Јон Фрчковски. Некој Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМН дава одредена изјава на Фејсбук или преку Курир. Манасиевски за Јон Фрчковски дека народот нема леп да јаде, тој шмрка кокаин на работно место.
Тоа не ве оправдува вас. Вие направивте една стравична грешка, тоа и самите сте свесен. Тоа го зборувам. Да. Меѓутоа, ова точно личи на ВМРО ДПМН. Додека народот нема леп да јаде, тој шмрка кокаин на работно место. Видете, пак ќе кажам, Таква кога ќе патетика. направите грешка Таква патетика. од овој калибар, нормално е дека ќе искористат против вас со 300 различни епитети во 300 различни контексти. Мислите дека така да не ни пробав мислите да дека ги разубедувам. Ако не бевте син на Фрчовци, ќе се водеше таква кампања, бидејќи вие сте на некој начин таргет, мета како едно семејство. Добро, доколку не си нечив син, си бил на некаква, сум бил на некаква позиција. Така да Во може изминатите 30 години се менували Црвенковски, се менували заедно, меѓутоа Фрчовски бил на некој начин или семејството Фрчовски бил на некоја константа. Дали ако не сте биле дете или син на Љубомир Фрчковски, би биле предмет на една таква жестока. Мислам дека и репресија, мојот кампања. работен ангажман во овој период ќе доведеше до истото. Добро, таа позиција директор на Центар за истражување и анализа е толку клучна во структурата на СДС? Може би не е клучна за да ви направат ваква харанга, ама зошто да не ја искористат? Правите глупост, ја добиваат, знаат дека сте тука некаде околу раководството на партијата, предонесувате работите, нормално дека ќе искористат, особено ако ја врзете со тоа што, да, еве, добро. почнувате јавно еден Како, настап друг. дали истраживте како тие фотографии кои се направени, како велите човекот кој мислевте дека бил пријател, завршуваат кај ВМРО ДПМН, како вие ги дефинирате платеници на ДПМН. Ако има платеници, значи некој плаќа и некој добива пари. Па мислите дека некој би дал вакви фотографии, а ви бил до вчера пријател чисто така, нелукративно? Пак ќе кажам, не треба тоа да биде... Дадени се за пари тие фотографии? Пак ќе кажам, не треба тоа да биде предмет на дискусијата. Грешката е моја, јас сум создал атмосфера тоа да се случи. Каде се направени тие фотографии? Знам што... Како вели дека народот нема леп да јаде, тој шмрка кокаин на работно место. Каде ви е работно место во тој момент? Па единственото предходно работно место кое што сум го имал, јас бев помошник директор за правни работи во АДЕС изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, познато како ПУИКСИС. Како и народски да го... Значи во вашата канцеларија, во ПУИК, кај што се помошник директор за правни и такви работи и други. Таму е фотографијата направена. Да. И таа е некаде пред 4 или 5 години. Имате други фотографии? Со кои може да ви изваат во јавност? Искрено, Васко, јас не знаев дека имам оваа фотографија. Така да не мислам дека со нешто друго некој би ми... Нити па некој некогаш ми уценувал. Морам да признам дека мене никогаш... Не ви си има јабо. Знаете, во тој временски период, кога се настаните од Кочани, пак велам, ова ваша грешка е сериозна грешка и тука немаме никаква дилема. Кога се настаните во Кочани, во вашата партија има две нивоа. Една пресконференција која е на подпредседателката Чуповска, да, самиот ден на која е тврда опозицијска, па изјава, настап, како да го дефинираме на председателот Минко Филипче, кој е за смирување, па дури е пофален од Гордана Селјановска председателка на държавата и така натаму, и се чувствува дека има двојство. Две нивоа, две брзини на однесување на СДСМ. Многу повеќе беше опозицијски насторена подпредседателката, отколку што беше председателот на партијата. Па имате вие пресконференција, па имате вие... Помеѓу тие пресконференции мојата имаше серијна. Па има и вашиот татко, кој прв излегува барајќи вина во полицијата, тоа е 1 или 2 дена после настаните во Кочани, кај што нели сецира и скицира кои се грешките и вините. Кај Секуловска. Да, кои се грешките и вините на полицијата или тоа што го има направено погрешно полицијата. И одеднаш еден круг на луѓе излегува во прва борбена линија да ја критикува македонската полиција и стига на ваква афера. Аферата беше извадена токму во тој момент за да бидете замолчени, да биде пратена порака. Имаме за вас многу информации, имаме други информации, внимавајте, немојте ова да го правите, немојте она да го правите. Видите, во основа, знаете, имате една афера, допинг афера во тенисот, овој Јаник Синер што е. Може да ви прогледат низ прсти, може да не ви прогледат низ прсти. Вие кој сте, кој Јаник Синер или Набил Денковој, Леброн Джеймс, како да го дефинираме? Прво, не е
не го сметам тоа како упатување на некаква порака, бидејќи никој од СДСМ не престана со излегување на пресконференции. Прегласни бевте. Од тој Значи, тип. Ама не се смени со мене интензитетот. Ма не, тоа е. Не мислам дека се смени, напротив, мислам дека СДСМ у тој период имаше аргументирани излегувања за сите делови од Кој ве пушти на истрагата. СДСМ или ВМРО-ДПМН? Зашто? Со аферата. Затоа сам се пуштив низ вода. Тоа вие сте направивте, делото И е сега, ваше. кога го имате Делото тоа како... Ајде да речеме, кој има направено злоупотребата на аферата? Луѓе во СДСМ кои сакаат да се блиски до Мицкоски, до ВМРО-ДПМН или самото ВМРО-ДПМН, Не. кој се Искрено не би обидуваше бил- на не- сите можни начини да дефокусира од Кочани. Не би бил толку конспиративен дека некој во СДСМ имал било каква причина да се пресметува со мене. Мислам дека напротив на политичкиот опонент му дошло тоа како кец на десетка, тој го напишав за да го искористат и сега видите колку и да звучи глупаво на своја кожа и успешно. Јас не излегов после. Да, вие замолчите, се извинивте, се повлековте и така натаму. И веројатно тој аспект ја искористија Сигурно. онако како што им Наркотест не направивте, после ако бараше ВМРО-ДПМН од вас, имате завршено со кокаин, со опијати, користите, не користите, не ништо мора користам, да... фала Богу, ништо и нити пак сум бил некаков корисник, осим да направам вакви изолирана грешка. Така да, Изолиран. сега видите, наркотест. За кого да правам наркотест? Нели Кога јас побара, кажувам наркотест да побарат? да влегов во приказ на не е така, не знам, Кокаин ли беше? било која, да, Кокаин. не е така, вака е, овака е, не е тоа, па тогаш да се докажуете. Прво, ништо нема да докажете 4 години нанасат. Второ, не мислев дека има потреба јас да влегуем сега у нивната уста и да ја продолжувам приказната, бидејќи тоа беше обид за тоа да трае. Ајде ќе збориме, па Да се дел по- 2, дел 3, да се подгрева ко дел сарма, 4, добро. ние ќе се глупи. Јас ништо не правев после мојот пост, па тоа траеше 3 дена. Замислете, додев и да... Како реагираше семејството? Искрено да ви кажам, добив многу поддршка од семејството, затоа што веројатно и без тоа немаше да го поминем нормално. Цел тој период, нити сега. Сопругата, родителите, сестра ми, па и еден круг на пријатели, сега да не звучи клише, ама во такви ситуации сваќате кои ви се пријатели и до колку реално ги имате. Вие Еден држ- круг на луѓе се изгубија. Вие држте си ги пријателите, ама не дозволувате да ве фотографират. Па се- Бидејќи како некој ви станал пријател, ве фотографира, може да излезат фотографиите после во јавноста. Така што на пријателите мобилен во рака не им дозволувате, посебно немојте да дозволите да ве фотографират. Наравоучение, мада тоа не е правото на равоучениот приказнава, него И добро. не се глупирајте. Добро, Евентуално не ви треба. Кога нарачате кафе во кафич или во кафана, турско или колумбиско кафе сега нарачувате? Еспресо. Добро, турско или колумбиско? Па не прашувам за потеклото на... Добро, шо понатаму е ваква една афера ви е извадена. Не е многу честа појава во македонската јавност. Имало приказни за Бранко Црвенковски, имало приказни, не знам, и за други политичари, за Христијан Мицкоски и така натаму, или тоа се сведувало на одредени приказни. Дури да имало и одредени сообраќајки, пунктот тамо некаде пред 25 години и така натаму, на некаде во близината на Лумина, но тоа било останато на тоа рамниште, на раскажување, на ловечки приказни и така натаму и така натаму. Слушнавме телефонски разговор за Павле Богоевски, еден од лидерите на шарената револуција, и ке вас беа и флагранти фотографии објавени. 2 фотографии кај што вие се гледате. Внимателно ве гледам таму на фотографиите. Што понатаму? Многу сте домакин и многу економично, не дозволувате грамче на страна да оди. Не знам кај го видовте тоа, но шега на страна, што понатаму, човек после ваква ситуација не знае точно што понатаму. Што е проблем. Тоа е товар со кој што се носите и ќе се носите. Како ќе го поминете прво лично и емотивно е прашање, понатаму каде све ќе биде сопка. Јас, локални избори се. Не ни пробав да размислувам. Сум бил советник. Бев координатор на советничка група. 2017, 2021. Добро, што функции вие сте имале во СДСМ? Што функции сте имале
До овој момент во СДСМ сте биле подпредседател на Бев Младина. подпредседател на Младина, почнав Сте биле- своевремено сте како биле- дете председател на Младинат у Центар. Во Центар. Сте биле тој период станав советник советник. во Советот на општина Центар, Да, координатор и во тоа е тоа. бастионот на СДСМ. Добро, па не сте имале малку функции. Која сте вие 90-та година? 92. 92 година, значи за 30 за 32 ноември. години вие сте имале, добро, не сте ко Бранко Церенковски премиер на 28 години да станете, но сте имале релативно Окей, да, пристојни. доста функции. Сега партијата не ја прифаќа вашата оставка. Не знаеме дали не ја прифаќам. Па добро, штом Затоа понатаму, што- штом понатаму продолжувате да Затоа што работите, продолживме во еден период председателот на ви дал штабска работа. зелено светло да продолжите понатаму со работата. Имаше работа која што беше во тек и која што требаше да ја продолжиме и сега кога кажувате не сакам да направам штета, па и што е поголема штета. Добро, па и- Бели да се повлечете и да ги оставите сите Добро. работи на цедило. Што всушност е опсегот на работа како директор на Центар за истражување и анализи или на ЦИА? Што вие всушност правите во партијата, ева за да можеме да дефинираме дека партијата ви дала или председателот ви рекол да продолжите со работата за да не направите повеќе штета. особено Што точно овој период, например вие сите работите? истражувања и анализи во однос на нашето позиционирање сега, што очекуваме, како да се однесуваме во одредени општини, она традиционално мерење на Значи вие сте аналитиката рейтинзи. на СДСМ. Па, во принцип така и го викаме тоа, партија аналитика. Никој не го кажал анализа. Значи врз и база на информација. вашите анализи партијата ја креира својата политика и својата стратегија. Партијата Однос на креира локални избори. политика врз база на многу различни анализи, мислења, прилики, меѓу кои да и сублимати и бројки кои што ги работиме во Центарот за аналитика. И ако не де Боже, има уште некои фотографии или сте биле во некоја таква феличита атмосфера, може некои анализи да ги направите и врз база на некоја таква феличита атмосфера и партијата да може да влече погрешни потези. Не. Не сум дозволил да... Останато ли е зад вас Врчковски? Ова. Да. Дефинитивно и тоа, верувате ми, после ваква јавна харанга, последна работа што ќе направи здраворазумен човек е да проба нешто слично во животов. Добре, Оти не е веќе само како лошо искуство, него траума и јас мислам дека сум доволно рационален за да воопшто не ни размислувам. има примери во македонската политика, еве да речеме, не знам, Зоран Заев, на изјава за живи луѓе, па Добро, различен контекст, скроз, не мислам дека... Добро, не мислам дека во тој контекст, меѓутоа еве глобал, па 1 евро за црквата, 1 евро за вицето, и не само што му простија, туку стана и премиер. Па дел од вашите сопартици нели го сметат за една историска личност која ги одблокирал преговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција или Хеленската демократија. Веројатно не е спорна. Бранот теза. кај него отиде во еден таков правец. Значи некога знаат врз база на направени грешки да ви простат, има политичари или луѓе кои се тефлон и сите афери се одбиваат од нив, и има луѓе кои за многу помали афери, каснување на комарец, па да бидат политички санкционирани. Ама тоа ви велам, не може да знам, Како вие мислите дека ќе помините во целата оваа афера? Не знам. И Ве не гледат размислувам. луѓе, ве гледат политичари, ве гледат политички противници, комуницирате со луѓе така натаму и така натаму. Чувствувате дека кога ве гледат тамо некое зрно на сомнеш, она е тоа фотографијата, па може да му се повтори, или смета дека тоа е грешка која е направена и која може да... Видите, оние што ви се Архивирана да пријатели и што ви веруваат искрено и ве знаат каков човек сте, сметаат дека е тоа на вистина грешка и ја прифаќаат дека е тоа и продолжуваат да живеат и функционираат со вас. Некој би Тој рекол, што не ве сака или и предходно сметал дека и немал јасно или добро мислење за вас, нормално е не зрно на сомнеш, туку кило сомнеш да има. И меѓутоа што со тоа? и кога некоја карма, гледате, толку афери се врзо со семејството Врчковски, беше како капка една, како цреша на тортата. Значи, вие сте 92 година, бевте многу млад кога беше атентатот на Кирил Егоров. Од тога почнува Тоа е да, веројатно 3 години сте имале, не може не прашам како сте се чувствувале, каква била атмосферата и така натаму. Значи, семејството не го памтам како настан. Апсолутно, семејството и поминува низ сериозни премијажа, перипети и така натаму и така натаму. И тоа од една страна па го отвора прашањето
за кланови внатре во СДСМ, неколку семејства, кланови, деца, нивни, внуци и така натаму, кои се вртат тука, кои се гравитират околу СДСМ. Уште синот на Бранко Цренковски фали па да биде комплетирана целата ова. Видете, прво, татко ми не се вртел во СДСМ. Да бидам реален, бил експерт кој што бил секогаш околу СДСМ, да бил кандидат за председател на СДСМ од 2009, меѓутоа на тој начин со партиска позиција или функција никогаш не се вртел во СДСМ, сем него, ако го тргнете на страна, јас сум единствениот од нашето семејство кој што на некој начин бил директно во органите, во телото Има ли на некој сега што може да СДСМ, не сме фамилија од двајца, така да не сметам дека сме сега? клан и воопшто никогаш не сме биле насочени према тоа да освојуваме терен во СДСМ или да оставаме наши рецидиви. Таткото на Венко Филипче беше министер за здравство. Не беше од партијата СДСМ, но беше во влада на Бранко Цренковски. Вие сте син на Љубомир Фрчковски. Никола Спасов е син на Георги Спасов. Мале овој синот на Зоран Заев, меѓутоа голем бизнисмен бил, медиумите минатата нело објавија дека синот на екс-премиерот Зоран Заев лани имал добивка од 954.000 евра, што ќе речи дека до генетиката е. Не може да не успеете или во политиката или во бизнисот ќе успеете ако сте деца на поранешни функционери на СДСМ. Па не мислам дека е така и мислам дека од случај до случај има огромна разлика. Дел од примериве можеби да се совпаѓаат, еве двајца. И таткото на председателот Филипче бил министер од тој период. Ја не знам каква врска има тоа со мојот ангажман. Сега јас сум во СДСМ од моја 18 година. Тоа се обвинувања, знаете, дека во СДСМ плава крв постои, дека децата на поранешните функционери имаат секојаш подобра стартна позиција, па се сеќавате на синот на Владо Бучковски сега што беа овие полу шарена револуција, полу протести поврзани со Кочани. Значи од мноштвото, од купчето на луѓе кои беа вклучени во тие процеси беше изведен синот на Владо Бучковски и му се водеше една харанга, една хајка. Навистина траеше 2-3 дена, престано, За жал, меѓутоа секогаш постои веројатно е така да станува збор за ВМРО е партија на обичните граѓани кои немале шанса во животот, а вие сте деца на комунистичка, на црвена буржуазија, кои постојано имале подобри стартни позиции, подобри шанси и благодарејќи на тие шанси и стартни позиции, вие сте тамо кај што сте, а овие мора да емигрираат од Република Македонија. Тоа е лајт мотивот, нели приказната која се врти? Мислам дека тоа е приказната која што ВМРО ја врти или низ овие години ја пласирал, меѓутоа воопшто не е така. Ретко кој ќе собери сила и после на таква афера да се појави. Да се појави во било која емисија, а посебно во емисија во Центар. Да кажува, да признае вина, да признае грешка. Дури јас мислев тука нешто ќе негирате, ќе се борите, нема да признавате, па јас сум спремил уште 50 прашања да ве натерам да признаете дека било кокаин, дека било грешка, дека било ова, дека било. Не вие тоа го признавте. И велите мислам дека е единствено рационално и нормално на цела ваква глупост човек да признае грешка, да не се повторувам како папагал. Меѓутоа, навистина, во ниеден момент не ни пробував да размислувам на сценарија у кој што, не знам, ќе обвинувам други или ќе пробам да представам тоа како... Мислите дека со ова интервју, тоа ми било секојаш дилемата, дали со ова интервју дали од овде ќе има некој преврат? Не, воопшто не ми било. Не мислев на тоа, дека ова интервју како да бензин ќе долее повторно на ВМРО, кој пак се наоѓаат во некоја тешка ситуација. Имаат проблем со Европскиот парламент, имаат проблем со Албанија, имаат проблем со бавење со мене, кој што веќе... Дали сега ова ќе долее бензин повторно, па пак да излего Бране Петрушевски, пак да излего тој Манасиевски, да види, еве, народот нема леп да јаде, тој шмркаше кокаин на работно место. Дали тоа ќе ја продолжи приказната? Што мислите? Како ВМРО ДПМН да едва и чека, не само ВМРО, било која политичка партија, било када се, тоа е тема, нели да се разбереме, дали тоа ќе ја затвори или ќе отвори приказната? Искрено да ви кажам, не знам. Имаат пиар, имаат центар за комуникации, они сами дефинираат што и кога влегуваат во какви приказни. Не мислам дека бавењето со мене ги решава сите проблеми кои што ги спомнавте. Не знам, меѓународниве ситуации, внатрешните политички прашања и слично, но не знам. И не ми беше интенцијата искрено да ги провоцирам или да го избегнам. Кога бе поканив во оваа емисија, значи
освен што сакам нели да збориме за ова прашање кое е неизбежно, тоа е слонот во просторијата. Всушност не е слонот во Мислам просторијата. после 20 минути не го избегнавме. Па ова е 33 минути веќе. Добро. 33 минути ова прашање. Вие сте млад човек кој има независна кариера од Љубомир Фрчковски. Љубомир Фрчковски има одредена своја кариера, таа кариера Да, апсолутно. доживува некое крешендо, 70 години, министер, амбасадор и така натаму, може сам да говори за својата кариера. Вие си имате некоја ваша кариера која ја градите, веќе не идовте на одредени пречки, видовте колку е суров животот, како тоа функционира, пријатели ве снимале, ве дали и така натаму. Би сакал вториот дел на емисијата да говориме што вие, како директор на Центарот за анализа и истражување или на ЦИА на СДСМ, анализирате, што покажуваат вашите анализи? Анализите одат во многу насоки, не сакам да почнам без да ми конкретизирате. Ајде конкретизирам. Што конкретно? Дали бранот, зашто бранот во СДСМ? Многу ми насмета дека бранот, сите политички субјекти делуваат на одреден бран. ВМРО ДПМН 2006 година победи на изборите, иако бранот на победа кај нив не го имаше достигнато пикот. И тоа растеше до 2008-2011 година, па се стабилизираше како одредена линија и подосна почна да паѓа Никола Груевски. Не со таа брзина со која се очекуваше, но паѓаше Никола Груевски за драматично паѓање да има после настаните на 27 април. Катастрофата на локалните избори, прв пораз во историја на Никола Груевски, си замена од лидерската позиција во ВМРО ДПМН. Сите сметаа дека на ланските мајски парламентарни избори бранот на СДСМ ќе има најдолната, најниската точка и дека ќе престани паѓањето на СДСМ. Ќе следува период на стабилизација и постепено растење на СДСМ. Ја чувство дека бранот во СДСМ ја нема достигнато најниската точка. Што велат вашите анализи? Еве конкретно прашање. Видете, искрено, почетокот на падот на СДСМ јас го врзувам многу повеќе со локалните избори 2021 година, отколку парламентарните и председателските 2024. Затоа што тоа во 2024 логично беше рецидив на сите процеси кои што веќе почна партијата да ја следат и нормално заврши онака како што заврши, со историски најнизок резултат. И тоа, сега, искрено, ако ја гледаме параболата на гласови, само ќе ми дозволите. Ајде. Затоа ја викнав. СДСМ паѓа со гласови веќе во 2017 година на локалните. Видите ги бројките 2016 со која што практично губиме од ВМРО ДПМН. Со 20.000 гласа разлика и два пратеника. 70.000 гласови речиси има СДСМ помалку веќе на наредните локални избори 2017. Меѓутоа тоа не се осеќа, затоа што сме апсолутен победник во најголем број од општините. Значи, ако правите джандар збира на изборите 2017 година, бројките покажуваат има намалување на советнички, значи претпоставам говорите за советнички листи, значи говорите за партија, значи партијата има 70.000 гласови помалку 2017 во. Да, и ако ги гледате сите избори понатаму, бројката зависно од приликите се намалува, меѓутоа во 2021 тоа е веќе драстично. Да кажете дека пикот во време на Зоран Заев и по Зоран Заев ерата СДСМ има на изборите 2016 година со некаде 420.000 околу помеѓу 420 и 440.000. Тука сте некаде со ВМРО. Значи, има 20.000 повеќе. Освен Бранко Царенковски 2002 на 15 септември СДСМ немал никогаш таков изборен резултат. И од 2016 до 11 декември 2016 бројот на гласови на СДСМ континуирано се намалува. Ако ги видите бројките, така делува. Па дури првата метла на Зоран Заев е после председателските избори 2019 година, ако не се лажам. Тоа беше намлечен најавена. Да, тоа беше намлечен. На почетокот на вториот. Тога се заменува генералниот секретар Кирачовски, се заменува организациониот секретар Миле Зечевиќ, нејава подлабока метла Зоран Заев во општинските комитети и веќе на мускули ги добива изборите 2020 година во коалиција со ДЕСА. Тога се уште не. Што е извонредно тешко, затоа што тоа се први избори парламентарни што СДСМ реално ги добива од 2001 година. И тоа беше да бидеме реални, повеќе победа на Венко Филипче како министер за здравство, отколку на Зоран Заев и на екипата на СДСМ, бидејќи на бранот на короната, на справување со короната, на рейтингот на Венко Филипче кој го достигна историскиот пик на својот рейтинг, сега го има историскиот минимум нели на својот рейтинг, СДСМ победува со помош на БЕСА на тие парламентарни избори 15 јули 2020 година.
Добро. и ви се случува карамбол на локалните избори. Се случува, да, сериозен. Очекуван ли беше карамболот на локалните избори? Не можам да зборувам многу што во тој момент биле предикциите, бидејќи не сум бил дел од тие процеси. Меѓутоа, како некој што бил член, бил на страна, да речеме, од процесите на анализа, и како очекуван, затоа што гледате што се случува, како одат, бранот на незадоволството расте, немате контрола над сите ситуации. ВМРО доаѓа со практично победа од нигде никаде во најголем број од општините. И тие се изненадени. И ВМРО ДПМН 2021 година. Тут добро се, не знам дали били изненадени или тоа го презентира. Се види во нивните настапи така натаму. Даниел Арсов нели кандидират, не кандидират некој тврдо партиско решение, се обидо да направат влада. Тој 11 ноември 2021 година или 13 ноември 2021 година не успеа да направат влада. Кастро Треджипин или еден глас вамо или еден глас тамо, завршил Христијан Мицковски на операција на мрсно тkiво во една од скопските клиники. И почнува трошењето Артан Груби на СДСМ. Дробење, трошење, не сноѓење на Димитар Ковачевски, не сноѓење на Миле Зечевиќ, како на послужавник ја предавате власт. Не би рекол дека како на послужавник ја предаваме, не знам, прво Ковачевски се справи добро со една сериозна енергетска криза. Веројатно кога имате таков предизвик, пред вас не можете да се посветите на друг тип на владење, на пиар, на собирање популарност. И да, тоа е политички бран, кој што 2024 летото завршува како што завршува. ВМРО ДПМН во мандат на Христијан Мицковски ништо не направи, освен што учествуваше периферно, а подосна и посилно, во креирање на анти-СДСМ бран во Република Македонија, и на тој анти-СДСМ бран и Мицковски, Гореда Населеновска дојдоа на власт. Добро, значи дека не направиле ништо, него се насочиле во една насока и успеале. Добро, гледате, СДСМ владае со правење и тоа е секогаш знак нееднакво со предавство. ВМРО ДПМН владае со неправење и тоа е секогаш знак нееднакво со патриотизам. И во судир што е целосно погрешно. Да, во судир на таков патриотизам и такво предавство секогаш победува таквиот патриотизам. И тоа е бранот на СДСМ и бранот на ВМРО ДПМН. Затоа ке СДСМ има такви осцилации кои се движат, ке ВМРО ДПМН е многу постабилно гласачкото тело, бидејќи не иритира дополнително, не создава непријатели. Добри, они поминаа низ овој тип на осцилации, не е дека хоризонтално го минаа периодот, напротив. Имаше еден долг период во кој што и кај нив беше прашање, па дали нивниот лидер ќе издржи, ќе има вакви одбори, такви со такви шарени револуции, со бегство на претходниот лидер, со судски процеси, со специјално едно со од вас камен на камен немаше да останувате, они се покажаа како пожилави, како ефикасни, како поефикасни во санација на штета. Кога се нападнати, тие се мобилизирате се бранат. Вие и кога сте нападнати и кога напаѓате, вие сте раздробени како германски кнежества 1848 година. Добро, но не мислам дека тоа е епилог и дека бранот на паѓање на СДСМ ќе продолжи, напротив. Мислите? Не мислам. Велам, моите очекувања генерално за овие локални избори се дека СДСМ ќе успее да се крене од оној минимум кој што го освои минатата година. Сметам дека партијата во еден дел, не знам како вие јавноста гледа на тоа, меѓутоа сметам и гледам дека е консолидирана. Нормално година дена е сепак краток период за вие туку така да се вратите на некакви победнички патеки. На крај на денот ова не е шпринт трка, ова е маратон кој што треба малку подолго време да се оди, но мислам дека пред се водејќи си од изборот на кандидати, за кои што лично сметам дека се одлични, барем во оној дел што до сега го презентиравме, и партиското регрупирање внатре ќе помогне да се надмине таа квота на гласови кој што беше навистина најниска историска. Вие правите анкети и врз база на анкети ги бирате кандидатите за градоначалници и на одредени други позиции. Што говори анкетите во Струмица? Коста Искрено да ви кажам, актуелен градоначалник, па бил член или портпарол неизвршен.
Каде одбор беше на порткарот СДСМ, на партијата, пратеник? пратеник на партијата и така натаму, и 4 години плюс една и пол година веде градоначалник на Струмица, без малку 5 или 6 години мандат градоначалник на Струмица. Искрено- Анкетите кои беа презентирани во јавноста покажуваат убедливо водство не само во однос на против кандидатите во СДСМ, туку и во однос на кандидатите на ВМРО-ДПМН. И вие изберете друг кандидат. Ако правите анализи, ако врз база на тие анализи анкети, што покажат тие анкети? Вака сега, анализи? прво во конкретната ситуација која што Струмица. Не правиме само анализа и анкета на јавното мислење, затоа што, да, секогаш ќе добиете една бројка, не може да се водите само од тоа. Прво правиме и анализи и разговори со општинските организации, битно ни е и мислењето на членството и на партијата. Они треба да бидат практично во првите борбени линии наредните... Што сакате да кажете? Сакам да кажем дека не е сликата црна и бела. Сакате да кажете Дека не беа толку Коста- расположени, можеби во Струмица, нашето членство, како што беше презентирано на анкетите. Сакате Исто да кажете така има... дека на анкетите кај јавноста, кај гласачите, може би бил во водство Коста Костадинов, туку кај општинската организација, кај локалното раководство, не наоѓал на таква симпатија, на таква доверба. Не, тука има апсолутно разлика и ставот на... Чиво е тоа раководство во Струмица на СДСМ на Зоран Заев? Ако раководството, Не станува збор за раководството и за Зоран Заев, станува збор за целата структура на која што СДСМ, ако СДСМ ја има во архитектурата на Струмица. СДСМ е против Коста Костадинов, тоа значи дека тоа расположение во структурите на СДСМ го има направено Зоран Заев. Не, Го не направено може, Вице- го има не направено- може едно лице без разлика и да било председател на партијата да ви направи атмосфера доколку и сами не придонесете за тоа. Сакам да кажам дека не се е направите, видите, ви имате 10 општини. Во многу малку општини водите, дали на прстите на една рака може. И тамо кај што имате некои кандидати кои имаат шанса да победат, вие сами си правите одредени проблеми, како да ја поклонувате власта. Не, На локални избори, на не е кристални воопшто избори. така. Како да сте оценети, ако ми како да дозволите сте сплашени, да, слободно. Да завршам. Сакам да ви кажам дека процесот не е толку црно-бел, правите анкета, готово излегува, победува. Туку за било кој кандидат, вклучувајќи и Струмица, да донесеме одлука дека да, актуелен градоначалник нема да биде кандидиран и председателот и ние и целото раководство има направено внатрепартиски анализи, сублимирано мислење на многу луѓе. Значи, не зависи, може еден човек да одлучи во која насока ќе оди цела општина и еден дел од процесите во кои што и ние сум директно вклучен, се донесе одлука каква што се Добро, имате и во донесе. Скопје, например, еве, минатата недела и во Скопје се отвори одредено прашање. Човекот кој се гледаше како кандидат на СДСМ, архитектот Мишко Рале, Воопшто немаме иста ситуација, затоа што овде станува збор за вие актуелен избирате градоначалник, кој што е наш Вие член. избирате Каја Шукова подпредседателката на партијата. Уште со соросидите не бевте скарани, еве сега и со соросидите, бидејќи јавна тајна е дека Сашо Ордановски ќе требаше да биде шеф на кампањата на Мишко Ралев, ако беше кандидат на СДСМ. Сега за волја на вистината мене Каја Шукова многу повеќе ми се допаѓа од Мишко Ралев и мислам дека треба СДСМ да расчисти со таква структура Сашо Ордановски, одредени мастодонти, шарени револуции, соросоиди така натаму и така. Ако сака СДСМ да оди напред, треба да расчисти Извинете, ама многу ја усложнивме дебатата околу прашањето Вие сте за директор Скопје. на центар Не, за сакам анализа, сакам ви мораме кажам, да анализираме, мораме да... Не се работи Да прво одиме во ситни со средства. цела почит према господинот Ордановски, не се работи нити тука се правела одлуката. Зашто се скаравте за пари? Не, едноставно Видите, локалните избори, сите избори, ма посебно локалните избори, на крај се сведуваат кој ќе ги дава парите по порталите. И ке се направат 50 или 100 портали, како печорки после дошке никнат 50 или 100 портали во пресред на локални или Васко, парламентарни не се избори. скаравме околу ништо. И тие што го имат буџетот за кампањата, преку тие фиктивни лажни портали, на крај враќаат дел на средствата на парите. На крај сите карги во одредени политички субјекти е кој го има печатот и кој ги дели парите. Ајде сега да се вратам Ајде. на почеток на приказнава. Не се скаравме буквално околу ништо. Едноставно Нема имаше пари, нема карги. Не, имаше процес, да, се разговараше и околу кандидатура на Мишко Ралев, се разговараше и околу кандидатура на Каја Шукова. Каја никогаш не беше резерва, па ако Мишко не прифати ќе одиме со ова алтернатива, не, паралелно ги разгледувавме
сите опции, кој каде како поминува, кај која група. Да завршам. Едноставно на крај од процесот убавото беше што биравме меѓу двајца квалитетни кандидати. И имаме одличен избор. Членството на СДСМ и раководството на општинска организација е блиска, добра, во коретни релации со Маријан Маријанчо Даскалов или Даскаловски како се презива. Тоа председател на општинска. Председател на општински, председавач на советот на општина Струмица. И не е во добри односи со Коста Коздено кој води на анкетите. Ако изгубите, чива е вината? Видете, кога сме донели таква одлука, не може да се абстрахираме од истата. Како ви кажав на почеток на емисија. Како велите? Од мојата грешка не се абстрахирам. Награди ќе го примам уторот, нели тоа е ваша омилена узречица? Искрено ништо врска со тоа не ми е омилено. Така да секој кој ќе донесе одредена одлука треба да носи консеквенции за добро или лошо донесена одлука. Во општина, односно во градот Скопје, Каја Шукова, не Мишко Раленче, вие подготвувате кандидат, брифирате медиуми, пуштате спинови, сондирате, правите и така натаму и така натаму, се одлучувате за друг кандидат. Тоа покажува како да немате. Вие мислам дека најстрекни би биле да не Ларсовска да може да ја кандидирате заедно со ДУИ, заедно со Левица, со некоја таква структура и да отворите битка против албанците, албанските дивоградби, летите албанци, значи да продолжите тамо кај што Мицковски застана минатата година. Тотално не се слагам со ништо од ова. Ајде. Прво ќе се вратам на она што ви го спомнав. Не пуштавме ни спинови на вистина. Имавме неколку имиња кои што се разговараа за град Скопје, меѓу кои најсериозни Каја Шукова, актуелната подпредседателка, и Мишко Радев. На крај на денот се одлучивме дека, пак ќе ви кажам, помеѓу квалитетни... Има ли разлика во кампањата на Мишко Ралев и на Каја Шукова, да речеме? Ејте, секоја кампања треба да биде адаптирана... Дали кокерирате одредена кампања, вие ги гледате и персоналитетот, и ликот, и габаритот на кандидатите? И нормално, апсолутно. Кампањата на Мишко Ралев ќе личеше на кампањата на вашиот татко на изборите 2009 година. Бројките нема одеа во корис. Се знаеше дека ќе изгуби. Ѓорги Иванов имаше најдобар рейтинг, па беше Љубо Бочковски. Љубен Фрчковски освои некаде околу 200 гласови, најнискиот резултат до Димитар Ковачевски на било кои избори кој станал збор последните 33-4 години за СДСМ. Со Мишко Ралев можеби ќе репризиравте таа кампања. Да биде брутално, да биде напаѓан Орце Ѓоргиевски, да Орце Ѓоргиевски биде донесен на една таква површина каде што нема да се снајде најдобро. Каја Шукова можеби полесен противник. Не велам дека ќе има полош резултат, можеби полесен противник ќе биде за Орце Ѓоргиевски. Дали не мислевте на тој тип на анализа на кампања, на детали? Видете, прво нормално секој индивидуа не трпи иста кампања и мора да се адаптирате на кандидатот. Веројатно во друга варијанта ќе одевме со друг тип на кампања, иако сега допрва почнува кампањата. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, не пуштавме спинови, навистина размислувавме помеѓу две решенија. На крај приказната со Мишко не се реализираше, се реализираше приказната со Каја, која што, морам да признам, е одличен кандидат, е образована и способна и елоквентна жена, доаѓа од средина, и на крај... која што е битна за градот, за тоа што работела, има посебно искуство од делот на животна средина, екологија, загадување, тема која што во Скопје и текако битна, и на крај направивме пристоен и одличен избор. Фрчоси, на крај вие го правите изборот што му одговара на Зоран Заев. И во Струмица, и во Скопје, јавна тајна. И дека мислам дека не треба Шукова се луѓе од чинелот на Зоран Заев, блиски на Зоран Заев. Зоран Заев е председател на партијата и со цела почит за секој човек може да кажете дека човек на Зоран Заев не е така. Уште ли ја контролира Зоран Заев партијата? Бранот не може да ви заврши, знаете, вие не можете ребилдинг да направите, не можете нова СДСМ да изградите, ако главниот играч, па може ли Лейкерси да бидат шампиони или Бостон Селтикс, ако со Лари Бърт или Меджик Џонсон уште градат екипа. Некои играчи им завршува рокот на трајање, поминува зенитот, веќе се контрапродуктивни, штетни за... Лейкерс не, ама во случајот со СДСМ не мислам дека е така. Може ли ребилдинг да направи СДСМ? Не можете Бранот... СДСМ прави ребилдинг. Вие сте дури упорни, велите, да, Бранот ќе оди уште подоле, ама ние сме упорни, нема да се смениме, да промениме ништо. Прво не знам од каде на што ја базирате. Ке мора ли некој да го турни, Зоран Заев, метафорички кажано. Ке мора ли некој да го турни Зоран Заев
под вагон за да може СДСМ да трне Мислам напред. дека нема потреба за тоа што јас еве и во овој период во кој што работам во ниеден момент не најдов импакт на Зоран Заев во одлуките. Јас сум бил присутен на маса каде што носиме одредени одлуки, одредени прашања, знам како дошло одредена одлука, не знам, Чашева да е тука, па после по медиуми слушам нешто што нема врска и му го лепат на Зоран Заев. Не е така. Значи, стварно не е така. И второ што е многу битно. Јас не мислам дека комуникацијата на председателот Филипче, нити со Зоран Заев, нити со Димитар Ковачевски, нити со Бучковски, не може да му наштети во мандатот. Напротив, добро би било кога сите би имале со целото свое искуство на импакт. фондација Зоран Заев. Значи, вашиот председател, освен што е пријател, освен што бил министер во влада на Зоран Нашиот Заев, председател освен е што председател ВМРО на ДПМН го СДСМ. обвинува за заеднички бизнис со Зоран Заев во Дубај, фотоволтаици, енергетика и така натаму. Тоа е риторика на ВМРО, Тоа е риторика, тоа не и е добро, објективна да. вистина во СДСМ. Но тој е председател на фондација Зоран Заев. Со капче Зоран Заев беше фотографиран како врши операција во операциона сала. Тоа не можете да се... Венко Филипче е Дистанцирате председател го, негирате. избран на внатрепартиски избори помеѓу 23.000 пријавени. Овој што ја даде вашата фотографија, вашите снимки, бил член на СДСМ. Па заминал во НСДП кај Тито Петковски. Па се вратил. Не сакам, ја знам кој е човекот. Се договоривме дека барем јас ви кажав дека тука Добро. нема више да навлегувам и не знам како е која е корелација. Мислите дека Заев знаел или не знаел за таа афера пред да биде објавена? Мислам дека аферата и проблемот е мој. Нити ми дошол од лево, нити од десно, туку дошол од Ама мене. вие можете да ја напаѓате Трамп, можете да ја напаѓате Сталин, Хитлер, Тито. Не, ама Кога тука е дојде да го тотално нападнете Зоран Заев. Ирелевантно и не мислам сите дека ќе се згрчите тука, ќе седнете во столчето, толку сенката на Зоран Заев е над СДСМ. не, зашто е сенги, Као зашто се господар, плаши, зашто као треба да го господар на напаѓаме, тоа ми е напредување или сега. на елиминирање да ви е во Главната СДСМ. дилема ми е зашто треба во овој момент да го напаѓаме. Кандидатите За ги избравме начинот, сами. за начинот на владење. Анти Заев е повеќе бран отколку што анти СДСМ. И толку е тоа срасното кај македонската јавност, не велам дека оправдано, толку е тоа срасното кај македонската јавност, што едноставно тој бран ја има поклопено сцената. Во ред, меѓутоа не мислам дека ние како што кажавте не е оправдано, меѓутоа постои. Тогаш би било и неоправдано ние треба и градиме политика Добро, на Фрчковски, може ли да бидете трет политички субјект во Скопје? Еве, Орце Георгиевски ВМРО, да не вие Дали кажете, може и да- излези левица со Амар Мециновиќ или како? Мациновиќ или Мециновиќ. Еве, може ли те и со перока ни каза има една кампања, не беше адекватно проследена со резултати така. На тоа меѓутоа тога се создаде еден амбиент сите против Петре Шилегов. И Даниела Арсовска не Дали требаше може ништо да прави, туку хипотетички- само на бранот на анти Петре Шилегов кампањата да победи на локалните избори 2010. Па со Бела Чао да дојде во Белата палата. Што сега, може ли сега да сте маргинализирани? не. Прво, дали може хипотетички, може све во политика, а дали ќе биде така, нема да биде. Влен и Дуи ќе се конфронтират кој е поголем албанец или кои се поголеми албанци. Ќе се отвори внатре албански конфликт. За да покажат кој е поголем албанец, главната битка ќе биде српски свет, па србите, па влијание и така натаму. Гледате, тој сите го пишуваат веќе изминатите неколку месеци. ВМРО ДПМН тој е добре дојдена ситуација. Тие пак ќе ослободат албанците. На кого е добре дојдена Па за ВМРО, ситуација? Мислам дека овие локални избори и периодот после локални избори во ништо не е добре дојден за ВМРО ДПМН. Мислите? Искрено. И ќе ви образложам зошто. Меѓутоа на оваа ситуација со втора, трета, прва, пета партија во Скопје имаме одличен кандидат и навистина мислам дека кампањата ќе го покаже тоа подобар кандидат од било кој друг субјект. И во такви услови нема да бидеме нити маргинализирани, нити пак ставени под останатите партии. Да, ВМРО ДПМН со сите резултати во моментот е фаворит, меѓутоа 200 милиони евра ќе потрошат на овие избори. неспорно Дел на унгарски кредит. не сме нереални. На 300 метри од овде, првиот проект на ВМРО ДПМН е плоштадче во општина Аеродром. Пред 2 месеци, 3 го зборевме и на тие теми многу и како ги реализираат. Испрлено, можеме да тука на 50 метри од нас е првиот проект на Тимчо Муцунски, хотелот за пчели. За фарканци правевме. Поминува. Гледате, поминуваат. Колку, како велат србите, што веќе селјак, то веќе кромпир.
Да, и поминува тоа. Немате како да го објасните, како да му парирате на еден таков модел. Така се, можеме да парираме со одлична програма и со одлични кандидати. Тоа можеме. Со пари не можеме да парираме, немаме ни намера. Посветени Да ви сме ги на украдува парите, креирање на... како доаѓаше некој СДСМ, крадеше пари и вие не сте буребесно. Посветени сме на стварно одлична програма со меки мерки, не оние исклучиво посветено на урбанизам, вака ќе правиме така, него на вистина суштинска, есенцијално богата програма. Имаме најдобри кандидати. Зашто ви спомнав дека... И не ви треба некој допинг кандидат, еве Даниела Арсовска, популарната Данче. Најлошиот градоначалник на Скопје на вистина не ни треба, нити па некогаш сме размислувале во таа вашите насока. членови така ја восприма Даниела Арсовска како Божица. Не мислам Па ја дека е лајкуваат. така. Мислам Дали тоа покажува дека има дека проблем на лидерски капацитет во СДСМ, Не. па тие се лепат на такви некои форми, или СДСМ од една партија, Европска партија, е сведена на таква партија која всушност е ВМРО од златните времења на Никола Груевски. ни едно ни друго. Зашто ја лајкувале или станало популарна? Веројатно, после катастрофален мандат во Скопје, тука со ништо не можеме да го правдаме тоа работење, она влезе во една приказна борба со градоначалникот на Чаир, Борба против која криминал, што корупција. на вистина 120 делува дивогради. дека влезе. Искрено и темата е легитимна. 120 или 140 дивогради. И тоа е Ама тие не се легитимно. направени оваа година, тие се направени изминатите години. Поред Вие и направивте- имаше она вие одредена во аргументација наводници- зашто тоа го прави сега, нема да Вие во навлезам. наводници направивте политичка партија на Арсовска. Па дури и глувите и слепите да слушнат и да видат, Миле Зечевич, кога е промоцијата на таа партија во првите редови, првите борбени редови на Арсовска. Пак ќе кажам, нејзината популарност сега... Зошто лани не беше отворена оваа афера? Ако оваа афера беше отворена лани пред парламентарните избори, на кои учествуваше во една изборна единица Даниела Арсовска, веројатно ќе имаше 5 или 10 пратеници, ќе им наштетеше на ВМРО ДПМН. Сега, како да не е таргетот ВМРО ДПМН, како да е таргетот внатреалбанскиот конфликт, Меѓутоа, тоа не е нешто што јас можам да го разговарам со вас. Па добре, мора да го анализирате, вие мора да го анализирате. Да биде Даниела Арсовска и да одговори зашто сега, иако одговори. Меѓутоа, не мислам дека не мислам дека наидува на поддршка кај членството на СДСМ и не мислам дека оваа борба што сега ја води и лајковите што ги добива Ама вие како што залепија, како Црн Петко вие залепија. И прашавте дали сме размислувале на 4 неа, години. никогаш во СДСМ немало дебата, нити на маса се споменало, зборам за овој период за кој што можам да зборам, се споменало било каква идеја околу наша поврзано со неа на предстојните локални избори. 4 години ВМРО ДПМН е влазо во главниот град. Со исклучок на општина Карпош и општина Центар, Стефче Екимовски, Горан Герасимовски, цело Скопје ВМРО-ски град. Да. И ВМРО е невин. Гледате, новија градови, освен Пробиштип, околу Кочани, кој ќе направите одредени анкети. Добро, не може да биде невин, бидејќи има мнозинство во Советот на градот. Кога ќе ги прашате граѓаните дали кој е виновен за катастрофата Сите во Кочани, функционери во моментов, односно голем број на функционери на ВМРО во владата излегува од администрацијата на град Скопје поставени од Даниела Арсовска. Реков, имаат мнозинство во моментот во Советот, сите клучни прашања на кои што можеа да одговорат во Скопје, па влегува у фајт со неа, па ги одбиваат. Така да не можеме да кажеме дека дали се задоволни со главниот град, ќе речат не. Ако ве прашат што им смете, ќе речат нечист, не се решават работите, не се прави, не се гради и така натаму, значи ништо не функционира во главниот град. добро. Ако прашате кој е виновен за тоа, не знам градоначалник, советот на град Скопје. А кој се советот и градоначалникот се ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН. И кога ќе прашат и не мислам дека граѓаните тоа не го препознаваат. Ќе прашат за кој ќе гласате, те гласат за ВМРО ДПМН и води Орце Ѓорѓе. Гледате, амбасадор на Австрија го прима, амбасадор на Турција го прима изминатите 3 или 4 дена. Значи, сам да кажам, кога ќе анализирате тие анкети, Сега ќе дојдам до она што ви го спомнав, зашто сметам дека ќе се изненадат после локалните избори. Прво мислам дека како што еднаш ме прашавте ќе имате една или ни една општина, мислам дека тоа не е адекватно прашање. Прашање е дали ќе паднат 5 или 6 цифри во гласови. И тоа е факт, тоа ќе биде првата лузна Каде? за нив последна година. На ниво на држава.
Што подразбирате? 5, Зборувам. значи до 100.000 или повеќе од 100.000 гласови ќе има помал резултат ВМРО ДПМН. Од она што го имале на претходните парламентарни избори, во тоа сум поприлично убеден. Колку вие ќе паднете? Не мислам дека ќе паднеме. Мислам дека ќе се кренеме. Ете, Не сакам да лицитирам бројки, Ако имате- не сакам ни во случај со политичкиот противник, нити со нас, но сум прилично убеден дека тоа ќе биде првиот проблем, кој што за нив како субјект ќе се појави, а тоа е едно огромно незадоволство и од ситуациите во градот, и од ситуациите што 4 години нивните градоначалници сум прилично убеден дека не направија ништо. Само беа за жал оставени на рад во тоа. и тие градоначалници. И од перформансот како влада една година, ужасен перформанс на секое поле, но за тоа понатаму. И мислам дека бројката ќе биде драматично различна кај нив, а не кај нас. Мислам дека вас браноте застана, дека вие не може да дојдете подоле, може да се кревате само? Јас очекувам дека согласно она што го извадивме како кандидати и програма која што ја припремаме, дека ние ќе одиме Добро, нагоре. вие само во два града направивте проблеми, Струмица, например, и градот Скопје. Зошто во Скопје направивме или во Струмица Добро, ако проблеми? на некој сте му Прво рекли- треба да видиме Ако- дали се гледате, проблеми. Таа една структура, во основа е нестабилна структура, говорам за соросоидната структура, секојаш била блиска до СДСМ, но биле секојаш критични настроени. Тие се совеста, тие се мозокот на СДСМ, тие се авангардата на СДСМ, па СДСМ не ги слуша, па СДСМ да ги слуша ќе може да победи на изборите. Тие први се разочара, бидејќи не беше реализирано, нема правда, нема мир и така натаму. И уште на ланските, односно на локалните избори пред 4 години, во општина Центар имаше направено одредена независна советничка листа, повторно ќе ви се појави таа советничка листа. За тие структури, секоја стоje структури од врвот на СДСМ во различни временски периоди. СДСМ бил секојаш некој склоп на некоја стара комунистичка црвена буржуазија, на некоја соросоидна структура, на одредени етнички групации кои биле полиберални, им бил прерадикален ВМРО ДПМН и така натаму. И тоа била една збирштина во позитивна смисла, една збирштина околу СДСМ. Значи не било тоа една унисона гласачка маса, гласачка машинерија. И вие со дел на тие структури веќе се карате, веќе се скарувате. Ние не сме И тоа скарани, трае, и тоа извините, трае не сме скарани со предолго, и тоа никаква... трае предолго. Со Максим Димитриевски се карате, прави партија, знам, одлева дел на гласови на СДСМ. Овој нема таков габарит, Коста Костадинов во Струмица, него тој можеше да направи со помош на ВМРО ДПМН. Сега ќе му даде 8-10 милиона од овие пари намените за локална самоуправа, кој ги направеше одредена партија, ќе победеше на локални со подршка на ВМРО ДПМН. Коста е дете на партијата, мене пријател, и не мислам Па ќе дека ви го Коста ќе извадат, направи може да понатамошна ви го извадат штета. Српче или не знам некој СДСМовски кандидат во општина Центар кој е бастион на СДСМ. Само да ви кажам дека предолго се карате, предолго се делите. Кај вас има само вадење и делење, нема множење и собирање. Веќе со години наназад. Видите се, на некои процеси веќе сме пред локалните избори, не може да влијаете. Некои кавги се почнати, траат. Не мислам дека некои кавги се неоправдани, на некого треба сега да му се извинуваме што направил штета. Меѓутоа би било најисправно да целата енергија на сите во и околу СДСМ се насочи во насока на кампања и во подршка на кандидатите на СДСМ, и тоа е оно што може да го направиме. Чекате ли предвремени избори? Чекувате ли предвремени избори? Искрено да ви кажам, многу е битно да завршат локалните избори, Добро, за да се- видиме што ќе се случи. Меѓутоа, не мислам дека прашањево ви е нелегитимно, затоа што прво се плашам дека не се плашам ништо, него објективно резултатот во кај албанскиот електорат може да биде увертира. Односно, доколку ДУИ постигне резултат драматично подобар од Влен, веќе има проблем. Има проблеми ВМРО што нема да може да го заврши мандатот, ќе треба да размислува сега што. После излегување на Арбен Таравари, партнер. ВМРО има проблем на коалициски потенцијал. Влен или Вреди е во иста слаба позиција во влада со ВМРО како што беше СДСМ влада на Артем Груби и на ДУИ до пред една година и неколку месеци. Драматично Знам и поголем Максим- ќе биде проблемот знам и ако Максим- доживеат целосен пораст Знам и од Максим нивниот Димитриевски противник. мора по секоја албански. цена, да победи во Команово, бидејќи Мицковски го изгуби два клучни играчи за правење на таа
предизборна и постизборна коалиција на Мицкоски беше Максим Димитриевски и Армен Таравари. Тој го губи Армен Таравари, кога го изгуби Максим Димитриевски, тоа беа двата играчи на кои тој ја подпираше владената коалиција. Максим Има сериозен проблем, Димитриевски има во сериозен целата проблем. оваа влада и Христијан знам Мицкоски. искрено според мене многу ирелевантен и не е фактор во тоа што тамо- ќе се случува понатаму. И тамо ќе зависи дали Бранко Цвренковски ќе крени како во овие римски амфитеатри прстот горе или ќе окрени прстот доле. Тоа е политичката судбина на Максим Димитриевски. Не знам што ќе прави господинот Црвенковски, само мислам дека во моментов се разбира. знам барем така делува и не така делува, туку па вие го гледате тоа, е тотално ирелевантен во владата. Не гледам дека на било кој начин можат после изборите да кренат. Максим било што. Димитриевски е релевантен во влада како што е Тимчо Муцунски. А вашиот татко тоа го дефинираше како чувар на плажа во зимски Во период. Ете, супер. Затоа мислам дека без разлика што ќе се случи во Куманово, иако мислам дека може да биде изненаден од Мартин Максим во Куманово, и тоа сум поприлично убеден, таму има и сериозна атмосфера. Тоа на чувство го мислите или на анкети, бидејќи вие сте директор Па на да Центар за речеме анализа и истражување. дека Сега говориме за чувство или за анкети? говориме за сублиматот, све говориме за разговори со луѓе, го збориме за атмосфера у Куманово, Добро, која што е колку- диаметрално различна од она што владата и знам би сакале. Кога доаѓаат анкети ке вас, и кога ги имате на работна маса, кога ги читате анкетите, што прво ви паѓа на памет? Како мислите што прво ни паѓа на памет? Гледаме бројки. Па тамо гледате, например, дали се задоволни Анкетите- каде оди, во кој правец се одржавате и кад не. Дали се задоволни како Прво- функционира владата ви кад не. Дали се задоволни... И на прашање за колку ќе гласате, они викаат за ВМРО ДПМН. Како да ги дефинирате? Толку е лош ВМРО ДПМН, И само сега ќе ви СДСМ кажам е полош, како да го- само СДСМ како е да- полош од ВМРО ДПМН. Како да го дефинираме тоа? Прво има апсолутно разочарување и по мене оправдано во работата на и локалната власт до сега на ВМРО ДПМН и перформансот како влада. И тоа се гледа. Тоа нема анкета на кој. Второ, постои апсолутно атмосфера која што не е исклучиво про ВМРО. Туку се повеќе се собира критична маса. Проблемот е што сме само една година Сега да после кажете- нашиот сега да пораз кажете. и на СДСМ му е тешко во моментов да материализира од таа атмосфера. Да кажете дека има опозицијско расположение, тоа уште лани почна да се Кое формира, што се уште а нема тле, силна, а треба време. а нема силна опозиција. Значи има силно опозицијско расположение, а нема силна Не опозиција. зборуваме за силна или слаба опозиција, зборуваме за капацитет на опозицијата во овој момент драматично да искористи од она силно опозицијско расположение кое што тле. Мислам дека за тоа треба време и мислам дека тоа неминовно ќе дојде. Мислам дека во државава се уште има еден огромен потенцијал на граѓани, демократски граѓани, пролиберални, кои што никогаш не гледале опција во друг субјект освен во СДСМ, меѓутоа знаели да го казнат, да останат дома. Како И велам? мислам дека СДСМ има и ќе Имаме две деца. Едното е одлично, а второто е да е живо и здраво. И Па нели не ве така? разбирам за кое да е живо и здраво. Па за некое дете има посериозни критериуми. Го притискаме да учи, да работи. Секогаш одговорноста која бараме од него е поголема, а второто е да е живо и здраво. Не мора да учи, нема одговорност, не мора да пише домашна, само да не се повреди, да не направи нешто лошо и така натаму. Имате два политички субјекти, од кои едната политичка структура прави, а другата политичка структура не прави. Таа што не прави се патриоти, таа што прави се предавници. Очекувањата, критиките секогаш е на страната против таа партија која прави, а овие кои не правите и во животот. Добре, да, здравата логика е тој што не прави во ништо, живот- не може ни многу да сгреши. Не можете ни Иако да овие му со нај- не неправење можете ни ништо да му грешат најдете, не можете- премногу. И вие не можете 34 години да се одбраните од тоа. Гледате, ВМРО ДПМН сега нема се СДСМ е извинувам. горда за сите работи што ги направила. Извинете, само ВМРО ДПМН сега ви глуми и американци, и енглези, или британци, и руси. Вие ништо, изгубени германци. напротив, па мислам дека поизгубени германци, особено во делот на дипломатија од ВМРО ДПМН нема. До степен што сега да прашате просечен граѓанин нема да ви знае да ви каже кои се нивните дипломатски активности
и што прават. Денес кога снимаме, Албанија доби зелено светло И го отвори последното поглавје. Земјоделие и што уште тамо нешто. Да, апсолутно. Значи Албанија го отвора последното поглавје. Да. Бидејќи македонските граѓани кои се не ВМРО ДПМН не можат поради ВМРО-овците да стигнат до бугарски пасоши, сега ви останат хрватски или албански пасоши. Што ќе бирате, хрватски или албански пасоши? Нема да бираме ништо, туку ќе останеме цврсти у заложбата дека Македонија треба да ги продолжи по секоја цена пристапните, односно патот кон Европската унија. За жал, ова што го гледаме сега е нешто диаметрално спротивно. Како вие прочитавте пораката на Европскиот парламент? Тамо значи беа обединети и ова Европска народна партија и КИПИ, пријателите на ДПМН и ПЕС, европските социјалисти, и АЛДЕ, европските либерали, обединети сите заедно со двотретинско мнозинство беше усвоен таков извештај за Република Македонија во Европскиот парламент. Без македонски идентитет, без македонски јазик. И по мене, тоа не е ништо за фалење, туку е директно... Како вие ја прочитавте таа порака? Ја прочитав таа порака како порака до Мицковски, до Венко Филипче, до Зоран Заев. Немојте да ви падне на памет да правите заедничка влада. И правејќи заедничка влада да се спасите. Искрено да ви кажам, не гледам никаква порака во таа насока. Напротив, гледам порака дека веќе не доживуваат како ирелевантни, односно ги губиме пријателите кои што сме ги имале. Ете, кои ќе дојдете, ВМРО дојде на власт со чисти позиции од тој аспект. Јазик загарантиран, идентитетски прашања неотворени. Преговарачка рамка дефинирана, која што де јуре не може да се промени, иако не во ќе ја смениме, и со решение на маса. Ние не добивме поддршка од граѓаните за такво решение, за бугарите во уставот, ветуваа ново решение, меѓутоа има чиста ситуација, има стабилизирани односи со соседите. Има и поддршка. Државава имаше поддршка, немам во однос на пристапот во Европска унија. Таков неодговорен однос, брецкање, агресија и провокации, они не наштетија на Бугарија или на Грција, наштетија на Македонија. Ставаат во изолација и не знам, сигурно следевте вчера и грчки Катемерин излезе со некако став дека сега ќе приговараат на спроведување на преспање. Знаете на што е тоа консеквенца? Кај нив има многу помалку реципроцитет и права за тоа, само малку. Меѓутоа осеќаат ситуација на народски да се изгразам инфериорна влада. Господине Фрчовски, не треба Катемерини да ни каже. Треба само да поминеме од граница со Србија до граница со Грција. Да, ама тоа е консеквенца на ова владење една година. И веројатно со ваков однос ќе стане и полошо. Помалку странски туристи, помалку српски туристи. Во Гевгелија изнакупија гевгеличани станови, бидејќи србите доаѓаа во Гевгелија, преспива пред да заминат во Грција, ќе купеа 10, 20, 50 тегли ајвари, ќе се вратеа назад во Република. Сега веќе тоа го нема. На бензински помпи нема гужва, на граница нема, во Гевгелија нема. Така што вие може да правите патишта, односно владата може да прави патишта 500 милиони евра, 1 милиарда, нема кога да ги врати парите. Именно тоа го зборувам. И тоа се должи на таа политика на Грција кон Република Македонија. Тоа се должи и на политиката на владата изминатава една година. Зошто го зборам тоа? Затоа што кога и тие победа на локални избори на ќе ве осетат дека сте во изолација. Леп потребно. Значи тој ќе направи се да ве победи на локални избори. Да имате 1, 2, 3, 5 градоначалници. Како го менува тоа фактот дека има една година тој ви го кажува, најлоша значи тој ви ја проектира желбата и ќе направи се да биде реализирана таа желба. Сада само ќе има 0 или 1 пратеник. Тоа е она што ви го кажува Христијан Мицкоски. Мислите градоначалник и нема да биде така. И сега нели човек се опостава прашањето, ги уценува ли Венко Филипче и Зоран Заев, а тие држат во заложни со СДСМ за да може Мицкоски да го оствари тој резултат? Или не се предмет на уцена Венко Филипче и Зоран Заев? Прво, природно е ВМРО ДПМН да сака да освои што повеќе градоначалници и противникот да го сведе на нула. Ама не е Северна Кореја, видите. Колку да ве сакате или да не ве сака луѓе. Ние сме имале 2013 ситуација кога станавме со 4 општини. Тоа беше бојкот. Тоа беше бојкот, кога крахираше бојкотот на Бранко Цренковски.
Тоа беше внатрешно рушење на Бранко Сакам да Цренковски. кажем, природно е ВМРО да има таков афинитет и амбиција и тоа не го гледам со некаква позадинска приказни и со уцени. Нормално тежнеат да го срозат Што противникот. мислите, вашето членство би прифатило заедничка влада со ВМРО? Воопшто ова не било дебата помеѓу нашето членство. Добро, што мислите? Еве, врз база на анализата и истражувањето што ги правите, дали вашето Не членство... знам зашто би прифатило, Дали не беве- знам која би дали било беве- позадината дали на беве- таква заедничка влада, нити пак нашето членство може било би- поставено пред ова Може би прашање, како воопшто да размислува. може би како неверување дека ова раководство или ова структура на СДСМ може да победи на било кои избори. И во такви услови, Не е така. дај што можеш да дадеш, Не е да така. бидеме Јас сум уверен дека членството на СДСМ да бидете замена не за ВМРО да помане, туку замена за Максим Димитриевски во таа влада. Бидејќи тој е дефакторизиран, еве вие факторизирани. Видете, нашето членство, јас сум сигурно поприлично убеден дека верува дека СДСМ во даден момент сериозно ќе се врати на високи резултати и на можности за победа. Пак ќе кажам, ова не е процес кој што трае од денес до утре, не е шпринт. Од што зависи тоа враќање? Дали е неопходно Стојанче Ангелов и Павле Трајанов да се вратат во коалиција со СДСМ, за СДСМ да биде во кондиција да се врати на власт во Република. И кога гледате Стојанче Ангелов како успешно ги гаси пожарите во Република Македонија, што си викате уште Димитар Ковачевски да им го дајме во коалиција на ВМРО ДПМН и ќе завршиме работа, ништо нема да работиме, они сами ќе пропаднат. Сега ме изгубивте, ни за приказнавање. Како ќе се врати довербата и сега се враќа. Беше еден тешок период на консолидација, на избор на раководство, како на централно, така по општинските организации. Нормално овие избори, сакале ние или не, доаѓаат брзо. Така да успеавме да извадиме пристојни кандидати, одлични кандидати, мислам дека односно верувам дека ќе имаме и одлична и многу подобра програма од она што ќе биде друго понудено на гласачите. И мислам дека тој процес на враќање на СДСМ после овие локални избори ќе почне. Почне и да се гледа. Зборувам бројчено. Нормално треба време. Значи, илузорно е да очекувате дека последна година од најголемиот пораз вие ќе победите. Или ќе бидете конкурент за да победите. Меѓутоа, мислам дека не е ни здраво на таква основа да се градат политичките есапи и математики. Ова е тркаш која што ќе трае и СДСМ треба чекор по чекор да оди нагоре. 1 час и 20 минути. Очекувавте дека може да разговараме 1 час и 20 минути, билевте 30 минути. Вие па сте 40 одличен новинар, минути. така да нема па дали дилема дека дали ќе имаме време, продуцирате И јас ве прекрасна најавив дебата. како Фрчко Мали, не лили, така сакав да ве најавам, вие всушност, не знам дали се свесни, вие е поставени прашање како за лидер на СДСМ или подпредседател на СДСМ. Значи, тежината на прашањата кои е поставени во оваа емисија, значи освен овие 32-3 минути во на персонална несретна приказна епизода, останатите 50 минути вие поставени прашање како сте дел на највисоко раководство на СДСМ. И не мислам Драго ми е што сте ценеле дека не мислам дека треба да ги некој од СДСМ подобро би можел да се справи. Имате ли уште некој член во фамилија што би се бавил со политика? Па трета генерација да мора да се на Фрчковски. Искрено не верувам, сестра ми е целосно... Сумори со таткови, еве вие сте втора генерација, се уште некоја трета, ќе биде ко Зорете Мелковски. Ќе мора Чомбе да трча за третиот син за Зорете Мелковски. Трчаше за Зорете Мелковски, па трчаше за вториот син, па сега ќе мора за третиот син на Зорете Мелковски да трча на некои избори во Кисела Вода. Има ли некој трет член на династија Фрчковски да мора да го стенат пред да се пензионира? За сега никој не се појавил со таков афинитет, но да не исклучуваме ништо. Јас имам 2 ќерки, едната 9, другата 5 години, не знам каде ќе отиде приказнава. Па добро е, за 20 години да не се пензионирам, па можеме и некој од нив да ги интервјуираме ако се бават со политика. Фала многу. Фала ви на вас. Фала ви Прво на мислам дека беше приликата. храбро што прифативте да зборите за таква некоја интимна работа, што ви се случи, значи тежок еден процес, тешко дека некој би собрал сили да се справи со јавност од 50-100 илјади луѓе и да каже драмата низ која му поминувано. Добра анализа направивме и точно видовме во кој правец ќе се движи СДСМ и на крај што очекувате? Некоја бројка може да кажете? Искрено да ви кажам, не би сакал да кажувам бројки, не би сакал да лицитирам со бројки, очекувам да имаме
убава кампања, очекувам да имаме успешна кампања на нашите кандидати и искрено очекувам да го надминеме бројот на гласови кои што го освоивме на последните парламентарни избори и тоа да биде само една увертира во растот на гласови на СДСМ. Да ви кажам право вака, кога слушам вие ко кандидат за Нобелова награда за мир, никого не напаѓате, никого не може да победите, сите ќе ве поразат, може само награда за мир сите да ќе ги добиете. победиме, меѓутоа за било кого да победиме треба прво да тргнеме нагоре. Некој треба под воз да фрлите. Значи не може да тоа е ваша теза. Не да фрлиме под воз, но треба да покажеме и со бројки дека оно што го зборуваме, дека сме консолидирани и поправени, на вистина е така, после може да победуваме. Фала многу. Фала ви вас. Ова беше емисијата во Центар, последна емисија за ова календарска 2024-2025 година. 2 месеци пауза, ќе имаме двомесечна пауза, повторно се гледаме тамо некаде крајот на септември, почетокот на октомври. Сите кои сте мембари на емисијата во Центар, секој вторник во 22 часот и 30 минути ќе можете да гледате вонредни политички анализи. Значи кога станува збор за вонредните политички анализи, нема да правиме пауза во текот на летната сезона. Значи со вас кои сте мембари се дружиме веќе во вторник 22 часот и 30 минути. Со вас кои сте редовни гледачи на емисијата во Центар, двомесечна пауза. Ако има некои исклучително битни настани, може да се јавиме со некој мини интервју или со некоја мини политичка анализа, што ќе речи до вторник 22 часот и 30 минути или до крајот на септември. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.